Добро утро од мене. Почуваме денеска повторно со нешто од Божјото Слово. Сакам да зборувам за еден лик кој одамна не сме зборувале, Јован Крстителот. Секој пат и пред Божик знаеме дека 6 месеци пред да се роди Исус се раѓа Јован Крстител, знаеме за сите тие работи, сме чуле, нешто сме начуле, нешто знаеме, нешто не знаеме за него. Би сакал да го погледнеме малку, не кој знае колку длабоко, затоа што немаме премногу време, ама доволно да ни даде идеја кој е, што е и како е. Во Евангелието по Лука е многу интересно кога го читате, бидејќи Лука е доктор, значи на некои места знае да каже нешто повеќе, онако докторски, како на жената, например, кога е болна или од крвотечение, кај што вика, лекари не успеале, има хронична болест и така натака. А од друга страна, пишува многу за историја, ќе видите, спомнува многу интересни имиња таму, историски имиња, кои може да ги споредите, да видите дали е вистина или не, дека Библијата всушност е историја. Библијата е во историски контекст, дека не е нешто измислено дојдено, тука има историски контекст, ама исто така зборува и за Евангелието на Господ Исус Христос. И сите тие работи ги склопува во една многу убава целина. Ама Јован Крстителот доаѓа на сцена некаде, онака на сцена кој ги се појава кожив, некаде околу 3-та глава во Евангелието по Лука. Предходно се зборува за неговото раѓање во Лука 1 глава. Не ова што го читавме текстот пред малку. Што знаеме за него? Знаеме дека од 1 до 17 стих во 3 глава излегува, живее во дивината, таму живее, таму проповеда, луѓето доаѓаат кај него, знаеме дека крштева, знаеме дека е храбар проповедник, тоа ни е многу јасно, затоа што очигледно е дека застанува и зборува пред сите тие луѓе таму, околу него што доаѓа, да, он доаѓа од свештеничко семејство, ама интересно дека ја врши функцијата на пророк, не на свештеник. Не служеше во храмот. Имаше пророчка служба. И тоа е многу интересно, бидејќи пророците секој пат беа на ниша. Исто, вклучително, како и он што се јавува. Ни се вели дека во Лука 3 глава 18 до 20 стих, опоменувајќи се уште многу други нешта, му ја објавуваше на народот радосната вест. Зборува за Евангелието, уште пред Евангелието. Затоа што Исус уште не е на сцена. Ке зборуваме за тоа малку подоцна. А Ирод, четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му, и заради сите злодела што ги беше направил, гледате како го кажува тоа Лука. Кон сето тоа додаде уште едно. Го затвори Јован во темница. Го фрли Јован во затвор. На сите лоши работи што ги направи, на сите беди што ги направи, најголемата беше го фрли Јован во затвор. Ние знаеме малку подоцна од словото, Јован не излезе од затвор. Јован беше убиен. Историски, по човечки гледано, немаше нека успешна кариера. Реално не проповедаше кој знае колку време, всушност на половина од времето од Исус проповедаше. Ако видите, започна службата малку пред Исус, зборува, се уште има служба додека Исус е на земјата, додека почна Исус со јавната служба и потоа оди во затвор, скоро цела година и таму умира. Човечки не остави ученици, голем дел од неговите ученици се разбега, дел од учениците отидоа кај Исус. Тоа го знаете, нели сте го читале. Беше изолиран, болна служба. Вкупно, некој ќе ви рече од прилика цела година му беше неговата служба и што се преклопи нешто заедно со Исус. Ама интересно е дека самиот Исус вика дека нема човек роден од жена кој беше поголем од Јован. Значи, не е се во успехот, не е се во глеме кој сум, не е гледате ме кој сум јас. Лука умре негде на околу 30 години. Јован Крстителот на околу 30 години умре. Сакаме да видиме кој е, што е и што се случува. Всушност, Јован Крстителот е првиот маченик. Ако сакаме така да видиме, кој умре за Евангелието. За она Евангелие што го проповедаше, покајте се зашто се приближи Царството Небеско. Тој беше оној кој имаше улогата на пророк, на претеча, на некој кој требаше да дојде пред Исус и да го објави Исус и да го практично да го инаугурира тука да дојде во својата служба. И со ова, кога вика го затворија во затвор, Лука завршува со муаветот за Јован Крстител. Со една реченица, него многу повеќе од ова него интересира. Практично, по 2 стиха таму, 3 стиха, целата сума на целото негово служење. Ова не е хронологија. Лука не ги пишува некои работи хронолошки. Кажува, он гледа назад, она што се случило и само ќе рече, Јован дојде, крштеваше, поучуваше, го затворија, губи. Го кажува денес за нешто што се случило 2 години, во период од 2 години, малку таму некаде поназад.
Ирод не го затвори во моментот кога Лука го пише. Тоа беше веќе се имаше случајно. Ама Лука сака да заврши овде во 3 глава со Јован, за да може да почне со Исус. Слушай, до тука беше. Дај да не ги мешаме сега двата, од овде продолжуваме со нешто сосема друго. Секој пат од овде натаму кога ќе го видите спомнат Јован во Новиот Завет, во Евангелието според Лука, он е спомнат во врска со Исус. Не одвоен. Само го врзува со Исус цело време, свесно, намерно го прави тоа. Имаше јака порака, имаше многу директна порака Јован, знаеше многу јасно да се обрати на луѓето, јасно да им каже пораката и на крајот на кришата се истрпи прогонство. Ама во овие 3 стиха има една цела турска серија, цела шпанска серија, сапунска опера, како сакате наречете, на која ќе се вратиме малку подоцна, затоа што за мене беше откровение кога почнав да копам и да гледам. Само спойлер на почеток, сте се прашали која беше Иродијада? Ај ќе дојдеме на тоа, нели? Сега само да го задржам вниманието, само да кажеме на кратко, па ќе продолжиме, ќе видиме што се случува. Ајде да видиме 18 стих. Јован Исус службите оде заедно во 18 вика, опоменувајќи се уште многу нешта, му ја објавуваше на народот радосната вест. Тука, што е фората? Доаѓа Месијата. Имате евреи кои им е преку глава веќе дојдено од римјаните, преку глава им е да бидат робови, преку глава им е некој друг да им кажува што да прават. И Јован вика, доаѓа Месија, јас ви го објавувам. Може да замислите каква возбуда беше. Доаѓа нешто ново, нешто што ќе не ослободи, нешто што ќе ни даде, нешто што толку долго го чекаме. Јован проповеда покаяние, вика покајте се приближи царството небесно. Покајте се за може да дојдете пред Господа и прави еден чин. Крштевањето, патем речено, не беше во Новиот Завет измислено. Една зборував на таа тема пред едно крштевање. Може би ќе треба да ја повторим. Ама ова Јован го користи тоа тука повторно како идентификација и вика, ако се покаеш вистински, ако пред сите велиш јас се покаев, јас го сменив животот, крсти се. Дојди, покажи го тоа јавно со еден чин. И точно тоа го прават луѓето. Он крштава на Јордан. Дојде Исус, се сеќавате, се крсти Исус таму и така натаму, ама Јован целата негова проповед не беше леле луѓе ако сакате, ако имате желба, беше порака на суд. Покајте се да не загинете. Таков си беше и по карактер, нели знаеме, го опишуваат некои евангелија малку поинаков. Ама пораката му беше итна. Сега, одма, покајувајте се, не знаете колку време имате, доаѓа Божиот суд, доаѓа Божиото царство. Интересно е кога ние зборуваме за Божиото царство, ние стално мислиме за нешто убаво на небото. Нели? А царството Божие носи и суд за оние кои не се дел од него. Значи не можеме само да зборуваме за ево се ни е супер, мораме да зборуваме и за тоа дека некој ќе настрада. Јован го правеше точно тоа. Ги предупредуваше, ритуалот нема да ве спаси, храмот нема да ве спаси, се оно што го правите надворешно нема да ве спаси. Интересно е дека и фарисеите и книжниците, колку и да не ја сакаа пораката, а верувам дека многу не ја сакаа, оти беше директно против естаблишментот, сепак го почитуваа. И ако забележите од нив, он немаше напади. Не го нападна. Зошто? Заради тоа што вика, овој збори право. Дај, стварно треба да се покаеме, бидејќи не ги тераше да излезат од системот во кој беа. Покајте се, спасете се, направете нешто, јавно прикажете и Боже прости ми и викам готово, идемо дале. Ама ви кажам ти ќе дојде по мене уште еден, него ќе ослуша. Кога дојде тој некој не сака да го послушаат. На луѓето им е лесно да кажат ајде Боже прости ми, тешко е после Боже ти ќе ми бидеш Господ. И ќе те следам и ќе правам како што бараш. Сите сакаме простување, ретко кој сака после тоа да му биде Христос Господ. Да прави она што он нас ќе ни го каже. И кога зборува тука му објавуваше на народот или на луѓето радосната вест, овие не беа само евреи. Имаше тука и доселеници и еден сигурен не евреин што го знаеме беше Ирод. Оти Ирод ја слушна неговата порака, ако видите. Ирод, четворовласникот вика, укорен од него заради Иродијада, жената на братот. Ирод не беше евреин. Патем само да ви кажам чисто да си знаете. Ирод беше идумеец. И затоа евреите не многу него сакате го мразеа. Ама Јован не го ограничи своето само на ние што ги сака. И за тебе важи истото. Покај се
или ќе умре. Затоа викаме дека Јован проповедаше Евангелие. Затоа што за него немаше грк, немаше евреј, немаше роб, немаше словен, немаше цар или е некој друг. Он на сите им кажуваше што точно треба ја направат. Но ајде да ве вратам во Јован 3 глава, 22 до 30 стих. Сакам да ги видиме, да го прочитаме. Потоа дојде Исус со учениците своји во земјата јудејска и таму живееше со нив и крштаваше. А Јован крштаваше во Енон, близу Салем, зашто таму имаше многу вода и доаѓа и се крштава, зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Тогаш настана расправија меѓу учениците Јованови и евреите околу очистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа: Рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ова е за Исус, нели? Ете, тој крштава и сите одат кај него. Со други зборови, се јави проповедник кој стана попопуларен од тебе, сите трчаат на кај него. На кај неговата служба. И реакцијата на Јован, гледате која, не може човек ништо да прими ако не му е дадено од небото. Вие самите сте мои сведоци, ти реков, јас не сум Христос, ама сум испратен пред него. Јован многу добро си го знае местото. Јован не се наљути, леле, мори мајко, дојде овај се братучет ми, ќе ми ја земе власта, моќта, силата. Леле, нов пастор ќе дојде, останав јас на цедил. Кој ќе ме ферма мене? Јован не го прави тоа. Ама вика, вие сте мои сведоци, ти реков, јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Оној што има невестата е младоженец, а пријателот на младоженецот или кумот, ако сакате, кој стои и го слуша, многу се радува на гласот од младоженецот. Ова моја радост се исполни, вика. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Која е тука поентата? Вика, гледате на мене како на кум на свадба. Чиј е овој радосен ден? На кумот? Или на младоженецот и невестата? Младоженецот и невестата нормално. Они се главните, они се фокусот на целата свадба. Он вика, затоа не се чудете. Јас сум дел од ова сето. Јас сум дел, важен дел сум, нели? Кум, сепак важна работа, нели? Пријател на младоженецот. Ама, не сум главниот. И затоа, тој ќе расте, јас ќе се смалувам. Многу умна работа, која треба сите да ја научиме, особено ние кои се ближиме кон пензија, да знаеме кога е доста и да кажеме линија ставаме ти тука. Многу тешка работа. Ама да знаеме кога се става линија. И сега, овде е исто многу ова е многу значи клучен стих. Е сега, има еден друг во 4:12, кога Исус чу дека Јован е предаден, со други зборови дека беше фатен и затворен, отиде во Галилеја. Исус не остана таму каде што беше, не продолжи да го провоцира на Ирод, затоа што не беше се уште времето за Исус да умре. Не оти се уплаши, не оти му можеа нешто, ама не дојде времето за директна конфронтација. Исус сакаше да има време да може да го каже сето она што Господ му го стави него на срце што требаше да го направи. И кога и Јован влезе веќе во затворот, кога го затворија, почна, читате во Евангелијата, јавната Исусова служба. И веќе од тука натаму само Исус цело време он е во центарот на се. Работата на овој голем пророк заврши. Сега, би можеле тука да завршиме, ама Лука не остава таму. Ајде да се вратиме кај него. Јован проповедаше и пред толпи, ама сакаше да укори и поединци. И гледате во 19 стих од Лука што вели: Ирод четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му, и заради сите злодела што ги беше направил, кон сите тоа додаде уште едно го затвори Јован во темница. Јован е спремен да застане пред цар и да му каже: правиш лошо. Нас ни е страв пред браќа и сестри во црквата ни го патија застане да кажеме правиш лошо. Тој застана пред оној што можеше да му скине главата, што всушност му скине главата на крај. И не рече не. Беше спремен да ја зборува вистината без разлика како ќе помине. Не, ова не значи дека треба да трескаме колку сакаме и да лупаме по луѓе и да викаме Божја порака беше ова. Има начин како да се кажат стварите, но не смееме да премолчиме кога гледаме дека има греф. Сега, Ирод веќе го видовме во 3 глава 1 стих, малку историја, тој е тетрарх во Галилеја, сушност. Тука го гледаме. И овој Ирод, уствари и Переја, таа област таму, и овој Ирод во Новиот Завет најчесто го викаат Ирод Антипа. Сега, за да не се збуните, јас се извинувам на тие што ќе гледаат онлайн, ќе го немаат овој слайд, ама ако погледнете, царот Ирод има неколку луѓе со тоа име. Да не сгрешиме. Има еден Ирод велики што го нарекува, или царот Ирод, или Ирод први. Тој ви беше од 37 година пред наша ера до раѓањето на Христос. Тој е оној одговорниот што ги уби сите деца.
Океј? Кога Исус се роди, нели? Од 2 години надоле заповеда да бидат сите убиени. Сеќавате на тоа. Сега, од него, 4 негови потомци, синови, како сакате, кажете ги, се разделија и делува во областа како 4 власници, вика нашата Библија, или тетрарх на грчки. Функционира во 1/4 некоја територија. Архелај, Антипа, Филип и Агрипа први. Како такви. Сега, онај нашиот Ирод, за кој зборува тука, за Јован Крстител, Ирод Антипон е вториот. Од 4 година пред нашата ера до 39 година од нашата ера. Тој владееше во тоа време. Сега, од 4 година пред нашата ера до 39-та, беше малечок цар. Не беше кој знае колку голем цар, 1/4 има од целиот тој крај таму, ама беше цар. Царче, ако сакате, ама цар. Во секој случај го имаше таму некаде. Ето ти, како сакате кажете, малечок диктатор. Како да тие ствари. Сега, Ирод Антипа, за овој кој читаме, пак ја речам, беше неевреј. Татко му беше идумејац, уште полошо, мајка му беше самаријанка. Историски гледа. Значи, од лошо, полошо. Евреите не можеа вака да го трпат, оти работеше со римјаните, па уште беше неевреј, па уште беше таква. Мајка му беше самаријанка. Хаос, што да ви кажам. Го мразеа исто така затоа што врз еврејски гробишта, врз традиционални стари еврејски гробишта, го подигнал градот Тиверијада, ако читате во Новиот Завет. Го ставил таму. Уште толку ги изнервира евреите. Значи, никој од нив не го сакаше. Тука. Уште полошо, постави и други идоли на јавни места, што им беше на евреите голема, стварно им беше бесна. Бесна заради таа работа, бидејќи од кога се врати од Вавилон од робство, внимаваа да не им се случи нешто такво. Овде. Сега, 4 области има таму големи, во кои имате владетели. Ова е во 1/4, Понтиј Пилат беше гувернер на Јудеја, ова беше на Переја гувернер, ова е Понтиј Пилат на Јудеја беше, Понтиј Пилат, тоа нешто го расна Исус, после на крајот ќе ви текне. Тука имаше еден Филип, негов брат, кој беше тетрарх, ама од таа другата страна, и еден Лисини, кој беше тетрарх во уште еден дел. Значи, на цел тој блиски исток, ако сакате, таму тој дел за кој ние зборуваме. Сега да не навлегувам точно во детали. Сега, кога имате цар, што сакате да го предупредите за нешто лошо, цар, премиер, председател, мислите 2 пати што ќе направите. Јован не размислуваше 2 пати. Јован излезе и му кажа дека има проблем. Дека кажа нешто што не треба. Очи во очи се соочи со оној кој имаше власт над смртта, над животот. Неговиот, барем физички, човечки, ако сакате да го кажем. И сега некој одма ќе рече, гледате, вака треба да се кажува вистината. Плесни му ја во очи, нека го заболи. Ама не е тоа тука. Ајде да го погледнем малку поинаку. Поентата беше, ако не ти ја кажам вистината, ќе умреш и за вечност ќе бидеш изгубен. Значи, јас ти ја кажувам вистината не затоа што сакам да ти залепам колку си лош, туку ти ја кажувам вистината бидејќи те сакам и не сакам да загинеш. Ние имаме мнозина што сакаат да ни ја лепат вистината во лице, ама ретко кој доаѓа со љубов да го направи тоа. Значи, ова е многу битно тука. Евангелието е секој пати покана за покаяние. Евангелието е покана на која викаме покај се за простување на гревовите. И ние не проповедаме покај се, ама белки нема да се покаеш па ќе изгориш у пекол, тука викаме покај се бидејќи евангелието е радосна вест за спасение. И ако тоа го заборавиме, ние немаме евангелие. Ние имаме суд. Само ќе бидеме суди, а немаме вистинско евангелие. Јован веројатно редовно има зборувано против овој грев. Па и против другите гревови што ги гледал тука наоколу, го предизвикува неговиот морален карактер. И има еден автор, бидејќи Јован проповедаше евангелска порака, еден автор го читав, напиша вака, вика, животот на Ирод ќе оставеше црна дамка и врз парче јаглен. Значи, толку лош живот живеел човекот, толку многу, значи, работи и проблеми направил. Страшно. Ама едно нешто што стварно водело очи, што било веќе врв, што викаме на сета таа растуреност таму, е во 19 стих, кај што вика, ја зема жена му на Иродијада од брат му Филип. Сега, брачните проблеми
не биле нешто ново во оваа фамилија тука. Бидејќи овој Ирод Велики, што го спомнавме, првиот Ирод, имал 10 жени. Се женил 10 пати човекот. Земи остави, 10 пати си свртал, имал многу синове, имал многу ќерки, имал многу таму наоколу негови, луѓе што дошле после него. Сега, многу е тешко кога имате таков татко, синот да има повисоки морални стандарди. Ирод Антипа, што е синот на овој Ирод Велики, и Ирод Велики со 10 жени, овој Ирод Антипа решил барем 2 да ги има, ако не повеќе. Првата, па после оваа втората што ја земал. Сега, ова што реков на почетокот, ова со Ирод и Иродијада е стварно хаотична приказна. Никој не ве тера испит да полагате, ама чисто да знаете што се случува. Ирод, овој Антипа, владее под власта на Цезар. Живее во градот Тибериус, тука, и интересно е патен, во Новиот Завет нигде не пишува дека Исус отиде во тој град. Погледнете, читате, јас барем не успеав да најдам, ако сгрешив. Може би го избегаваш Ирод, и тоа што Ирод Велики татко му беше тој што ги масакрира сите деца, може би не сакаше да ризикува. Патем овој Ирод таткото, негов Ирод Велики, колку јас барем што разбрав историјата, во еден момент решил да го истребил целиот Синедрион еврејски, па поставил нови луѓе. Убил едно чудо од своите, дури и синови, дури од блиските роднини, дури некои викаат и некои од неговите браќа. Зошто? Заради тоа што сакал никој да нема да земе власта. Нели? И Јован застанува сега пред неговиот син и му вика, овој ти е проблем. Ти имаш проблем. Као што реков, Ирод Велики уби дел свое семејство, Синедрионот, и уби многу видни луѓе да не му го земат престолот. Сега, овој кога живееше во Тиберијада и Ирод Антипа, во Матеј 14:1 вика, во тоа време гласот за Исус дојде и до Ирод четворовласникот. Ирод Антипа слушнал за Исус. Не можел да не слушне. Тука. И сега, сите евреи го мразат Ирод, Ирод ги мрази евреите, никој никого не го сака. Ќе рекол, беше син на четвртата жена на Ирод Велики, беше самаријанка. И во стих 2 е тука шокантно, бидејќи во 14 глава вели, им рече на своите подчинети, тоа е Јован Крстител. Дека тој воскресна и затоа и стануваат чуда преку него. Човеков е параноичен. Свика, јас готапав овој воскресна прави чуда, ќе дојде по мене. Овој не воскреснал за нешто друго, освен да ме среди. Он е уплашен. Тоа е вистината, тоа е реалноста. Или во Лука 9:7, кога слушна Ирод четворовласникот, што тој прави, беше збунет. Оти некој му донал негове звика. Некој велеа дека Јован воскреснал од мртвите. Значи сега и тие околу него се исто толку параноични, дека има еден таму исто, проповеда, прави 300 чуда, немој да е Јован. Станал од мртвите, трнал да те прогонува сега тука. Фати страф. Ама гледа неговата реакција, вики речи Ирод на Јован, јас ме отсеков главата. Избори, јас знам дека беше мртов овој. Ама, кој е овој за кого што слушам толку? И сакаше да го види. Ама, всушност, не го види. Го види многу подоцна Исус. Понатака. Во Матеј, 13 глава, 3-4 стих, ова е како флешбек да ве вратам малку назад, зашто Ирод кога го фати Јован, го фрли и го врза во затвор заради Иродијада, жена му на брат му Филип. Не доликува, вика, таа да биде твоја. Знаете колку ќе ни биде полесно денеска сите ние што сме во црква толку јавно да застанеме против злото. И да не кажеме да го заќутиме или да го скриеме тоа нешто. Господ си знае, нека Господ действува со нив. Иродијада вика дека му беше жена на брат му. Ова е еден друг Филип, брат на Ирод Антипа. Овој нема врска со политика. Овој се некој, историјата вика, бил бизнисмен што живее во Рим. Таму живее, оди Ирод Антипа во Рим, се среќава со неговиот брат, и ја гледа жената на братот и успеа да ја заведе, да си ја земе. Во тоа време Ирод е оженет со Арета, ќерка на еден наватејски цар. И всушност после ќе видиме зошто е ова важно, што се случи тука. Ама, сега, овој Филип во Рим не е тетрархот Филип, не е еден од оние четворицата што ви ги спомнав таму на почеток. Сега, каде е најголемиот проблем со Иродијада? Иродијада е ќерка од еден друг син на Ирод.
Историски гледано, или му е полусестра, или во најдобар случај му е прва братучетка. Едниот брат спие со прва братучетка, другиот брат сега му ја зима на првиот брат првата братучетка, за он да спие со неја и да му биде жена. Затоа, Јован Крстител не само затоа што туѓа жена зема, се прежени, туку затоа што имаме инцест во след фамилија. И он вика, не е добро. Не е во ред, ова не чини. Уште полошо, Иродијада се разведува од Филип, Ирод се разведува од неговата Арета, за да стапат двајцата заедно во брак. Поголем хаос, здравје. Поголем хаос, здравје од оваа работа. Реално, тука е стварно хаотично. Резултатот од ова што се случи. Чисто да знаете што се случува, и гревот не останува неказнет. Првото е, царот Арета оди во војна против Ирод и го порази. Јосиф, Јозефус, што го викаат историчарот, тврди дека причината зошто армијата на Ирод толку брзо бил изгинала, беше заради Иродијада. Вика, заради грев Господ го даде таму. Второ, кога веќе стана он цар, кога веќе Иродијада му стана жена, малку подоцна од оно убиството кој губива на Јован, доаѓа Калигула на власт во Рим. Калигула, знаете дека не бил баш со сите, ама Иродијада го бутка својот маж, оди, убеди го да ти даде царство, оди, убеди го да бидеш цар. Тој другиот, што требало да биде поставен за цар, стигнал во Рим прв. Пред него, Калигула му го дава него царството, Ирод Антипа, неговата Иродијада, им го зимаат цело богатство, се што имаат и умираат во прогонство. Тоа е историјата. Гревот не останува неказнет тука. Значи, страшни работи се случуваат. И во Лука 3:20 гледаме дека овај го затвори Јован во затвор. Сега, ако одите во Матеј 14 глава 5 стих, ќе видите дека Ирод беше спремен да го убие овај на Јован. Ама се плашеше од народот. Беше страв. Сите го гледа како пророк и си вика, не сакам да си направам бунт. Не ќе едноставно бунт. Што да правам? И вели тука, луѓето одеа кај Јован да бидат крстени, веќе сега во затвор, деме ќе речете, ајде, се смири работата малку, и му доаѓа ден кога Ирод има роден ден. Ирод Антипа, кога беше роден Ирод, керката на Иродијада играше пред гостите и му угоди на Ирод. Еден многу интересен стар еуфемизам за му го направи кефот. Керката тука, како сакате сватате, керката тука не играше валцер. Историјата ни кажува дека повеќе беше стомачен танц, отколку што беше валцер или нешто друго. Значи, ја запали публиката, имаме само мажи, затоа што жените не беа на прославите, го запали здраво Ирод, се пали на внука, ако сакате, разберете, и одеднаш вика, кажи што сакаш, како пијан, јас ќе ти дадам се. Не. Иродијада се озлоби против него, вика, против Јован, и сакаше да го убие, ама не можеше, зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека тој човек праведен и свет, и го пазеше. Многу беше збунет додека го слушаше, а па вика, па со задоволство го слушаше. Знаете, Евангелието е меч со две воштрици. Од една страна ти кажува за гревот, од другата страна ти кажува кој е решението за гревот. Што ќе боли повеќе, ќе одлучи човекот, ти и јас ќе одлучиме самите. Дали ќе прифатиме карањето, ќе прифатиме Исус како спасител, ќе прифатиме Евангелието тоа што ни го нуди, или ќе живееме во греф и во страф. Ама ево го гледате тука еден човек што не знае што да прави. Од една страна го стави во затвор, ама вика знае дека беше човек праведен. Од една страна се плаши од него, ќе ова е Божи човек. Од друга страна па не се плаши доволно да го пушти од затвор да си оди. Така ли? Многу му е страф од тоа што го зборува, а многу сака да го слуша. Ирод е збркан. Не знае што точно да направи со Јован Крстител. Стварно не му е јасно што да направи тука. И во известна смисла за една година Ирод ваков онаков збркан му е како заштитник на Јован. Го чува. Он можеше да го убие веднаш. А сепак се истина. Ова е за чест на Јован. Ова е за чест на неговиот интегритет. Можда не те сакаат луѓе,
Можда нема да ме сакаат луѓе, можда нема да не слушаат, можда ќе сакаат да не слушаат само кога зборуваме дека Бог е добар, а не дека Бог е судија, ама во секој случај интегритетот на Јован беше недопрен. Ниеднаш не ја смени приказната, ниеднаш не ја смени проповедта, за да му угоди на Ирод. Или на кој било таму околу нив тука, што беа дојдени. Влезе Иродијада, керката на Иродијада, играше и му угоди на гостите и на Ирод. И човеков сега, пијан, затопен, забеган, вика и се заколна, што и да побараш од мене, ќе ти дадам дури пола од моето царство. Цело не може да го даде. Не е толку голем цар моќен. Ама бар половинка ќе ти дадам. Толку нефункционална фамилија ретко ќе најдете. Овде некои историчари викаат дека оваа девојка се викала Саломе. Така ја водат и традиционално ќе видите Јован Крстител и Саломе или Саломе игра пред ове. Имате во уметноста ќе ја најдете таму. Немаме во Библијата како се викала, ама вие да имате 15-16 годишна девојка, чија најголема желба во животот е да ја види главата на еден човек на тацна, нешто ви кажува за внатрешноста од тие луѓе. Барем мене, ако ништо друго, бидејќи таа вика, сакам уште сега да ми ја дадеш на чинија главата на Јован Крстител. Сега, некој ќе се отрезнеш, некој ќе се свестиш, некој ќе размислиш малку повеќе. Сега и одма. Сега и одма. Ова не беше нечуено, дека сакаш главата на твојот непријател да ја видиш на тацна да ти ја поднесеш тука. Ама стравотијата беше што Ирод беше толку, не знам, корумпиран морално, не знам како да го кажам, што не размислила. Пред малку читаме со задоволство сакаше да го слуша и царот вика се загрижи и гледате зашто заради ветувањето и гостите своји не ќе да откаже. Јас знам што е право, ама ајде да не ми се расипе зборот, да не каже тој зборот си го погази, ќе направам уште поголема белја. Навеста каже, јас доста веќе глупости направив. Он вика, нема проблем, уште една ќе направам да не ми се смеете. Ама, ево, гледате каде отиде. И веднаш од како испрати джелот, царот нареди да ја донесат главата негова. Га донесе, ја дадоа на девојката и таа ја однесе кај мајка ѝ. Ни се кажува дека во еден момент, знаете, Кикеро или Цицерон, што го викаме некој пати погрешка. Кикеро беше убиен. Затоа што Фулвија, една од жените на Марко Антони, не сакаше да го слуша, тоа е историски факт, и кога ја наредила да му отсечат главата, ма сечат главата, ја носат на неа, и таа во својата злоба, ни кажува историјата, му го излекла јазикот, му го избодала со игли и после го исекла, да покаже дека доста ми е веќе од него, веќе нема да го слуша. Значи, главата кога му донесоа на Јован Крстителот на чинија, не беше нешто нечуено во тоа време, не беше нешто ново, ама беше исто толку страшно, како и било што друго. И успеа, значи, теоретски гледано, Ирод да го заќути на Јован. Го замолкна. Веќе Јован не зборува и не кажува ништо. Ама, интересно е дека Јован остана за нас како модел на човек со интегритет, остана како модел на личност на кој може да се угледаме не само за тоа што немаше некој човечки, како да кажеме тука, благослови, блаженства, гледам, се мачеше, беше у пустини и така натаму, тука како човек што стоеше цело време за вистината. Како некој кој беше спремен да го даде животот за она што го верува. И затоа ја доби наградата на небото. Има тука во Матеј 14 глава една многу интересна убав стих, онака топол стих во цел овој суров текст, ако смеам така да се изразам. Учениците пак негови дојдоа, го земаа неговото тело и го погребаа. Па отидоа и му јавија на Исус. Овие ученици кои се уште ги имаше, сакаја да му ја дадат честа. Знаеја дека Исус ке сака да знае што се случува. Патем речено, нити Иродијада, нити Ирод постигнаа нешто со тоа што го убија Јован. Што постигнаа? Јован си ја заврши работата, дојде Исус и почна да оди натаму и да го проповеда Словото. Сега, како што реков, Исус никогаш не се сретна со Ирод, освен на крајот кога го донесува пред него, се сеќавате за време на судењето, па после го однесува да биде убиен. Ама, во Лука 13 глава 32 стих, вика, во тој ден,
Пристапија некој од фарисеите и му рекоа, ова му зборуваат на Исус, излези и оди си од овде, зашто Ирод сака да те убие. А им рече, одете и кажете и на таа лисица, еве истерувам демони и исцелувам уште денес и утре, а на третиот ден ќе завршам. Ама јас треба да го проследам своето патување уште денес, утре и задутре, бидејќи не доликува пророк да загине надвор од Ерусалим. Ова што го кажува Исус тука е нешто друго. Јован, ти си го направи кефот. Со мене, јас ќе го завршам оно за кое сум дошол, пред ти да имаш шанса да направиш било што. Тоа беше тука поентата. Што сакаш, прави. Ти не можеш да го спречиш оно што јас треба да го направам. Може би Ирод по-човечки гледаме можеше да направи зло и белја. Ама никогаш не направи повеќе од колку што имаше дозвола од Бог. Тоа е крајот на Јован Крстител. Ирод остана со многу земна моќ и отиде во пекло. Јован немаше ништо, заврши во затвор, таму умре, ама знаеме дека е на небото. Може би и ние сме имали ситуации каде што јавното признавање на Христос, јавното проповедање не тера да искусиме отфрленост, може би да не тргнат на страна, да изгубите пријатели, да изгубите другари. И мене ми се случило тоа. Бега, забега, веќе па неќеме, веќе се дружиме со него, тргнете си така натаму. Ама охрабрете се од Јован. Не е поентата да бидете популарни. Не е поентата да бидам популарен. Поентата е да бидеме честни и вистините во тоа што го зборуваме. Кога популарноста ќе ни биде терк за проповедањето, кога популарноста ќе биде терк дали ќе го споделиме или не евангелието, сме ја промашили работата. Стварно сме ја промашили. Не верувам дека било кој од нас би требало да се грижи за популарност, на место или версус, ако така кажам, пораката и вистината што треба да ја кажем. Ке се најдеме во ситуации, викаше Библијата, Исус кажува на едно место, ке зборувате пред цареви, пред старешини, пред, што знам, градоначалници, председатели, како сакате, кажете ги. Не плашете се што ќе зборувате. Вика, јас ќе ви ја дадам пораката, ама пораката мора да е Божјата порака, не мојата. Не бе, сите сме се сгрешили, си отидавме во пекло. Имаш проблем. Нема да спомнам име, еден мој близок пријател беше поканет во една наша соседна земја, ајде да не ја спомнаме каде, да стане министер за религиозни прашања. Од премиерот лично. Памтам неговата реакција, ми кажа после што му рекол во ред, ако си спремен да ја ожениш жената со која сега живееш. Ако стварно ти е толку грижа за религијата и за верата и сите ствари, покажи со пример. Такви луѓе ни требаат денеска. И нека Бог ни даде ние да сме такви луѓе, ајде да ги препознаеме. Амин.